сите се согласуваме дека сите здравствени системи во светот имаат исти проблеми, исти предизвици и сега го вадат фактички социјалното прашање. Но постојат исто така бројни разлики во здравствените системи, кои што за моја цел и за денешна анализа би сакала да ги поделиме на американски и европски. Ве подсетувам сите овде присутни дека во Европа доминантен е бизмарковиот систем на социјална заштита, кој што се базира на принципот на солидарност. Тој е, знаете, формиран крајот на 19 век во ерата на силна индустријска револуција, кога работниците биле најважен фактор за индустриализацијата и за подемот на Германија. И тогаш овој модел е смислен, сите во својот работен век да издвојуваме по одредени стапки придонеси, задолжителни, врз основа на закон, и на тој начин да ја полниме здравствената каса, а потоа дали ќе имаме потреба од неа, и дали кога ни треба ќе имаме услуга, ќе добиеме, ако сме полначи континуирано во таа каса, е прашање на време и дискутабилно. Значи, прво, врз основа на вака поставениот европски систем на социјално осигурување, вклучително, значи, станува збори за инвалидското, пензиското и за здравственото, денеска тема е здравственото осигурување, не инвалидско-пензиското, но и за двата заедно подсистеми на социјална заштита. Јас очекувам наскоро време еминентни европски економисти и други струки, не само економисти, да го отворат ова прашање и да видат дали се уште држат вакви системи вода во 21 век, кога имаме други економски претпоставки и други фактори на трудот се влечат напред. И се во тој контекст ние издвојуваме средства цело време тука. Имаме задолжително здравствено осигурување на една страна, издвојуваме средства исто така за партиципација кога ќе користиме здравствените услуги, а не ги користиме. Одиме да се лекуваме во приватното здравство и таму ги правиме трошоците. И се дали е ова фер? Фактички за нас, европјаните и во тој контекст македонците, ова прашање е примарно кое што треба заслужува внимание, а потоа сите останати овие прашања кои што беа поставувани од страна на колегите експерти, особено од господинот Даниелс за Америка, кои што гледате дека се доближува до Америка, се доближува до нашиот систем. 2 до 3 децении американскиот преседатели поред настојуваат да воспостават задолжително здравствено осигурување, а не им успева. Зошто не им успева? Прашање е зошто не успева.